Предметот за 13 полицајци од ОВР Кочани и СВР Штип, кои се товарат за загрозување на општата безбедност и сигурност во врска со пожарот во дискотеката Пулс, оди на главна расправа. Ова е одлука по денес завршеното подготвително рочиште во Основниот кривичен суд по барањето на обвинетите, откако беше констатирано дека судијка поротничка е во роднинска врска со супругата на еден од обвинетите. Обвинителството потенцираше дека во целост останува кон поднесеното обвинение. Судот достави консолидирана листа на докази до застапниците на обвинението, а одбраната приложи дополнување на својата листа на докази. На прашањето од судот за тоа дали е спорно времето и местото на случувањата на настанот, одбраната на обвинетите истакна: за нас целото обвинение е спорно и не можеме да кажеме и да се произнесеме на одредени околности. По ова судот донесе решение постапката да продолжи со главна, јавна и устна расправа. Во овој предмет обвинети се заменик началникот на полицијата Дејан Салтировски, Ванчо Георгиевски, вишиот инспектор Марија Маневска, инспекторот за недозволена трговија со дрога Томо Донев, инспекторот за прифат и сменоводител во ОВР Кочани Драган Петрушев, водичот на безбедносен сектор Кире Богатинов, како и Стојанче Филипов, Благица Митева, Кристина Николова, Мазлу Рамаданов, Дарко Милошевски, Мартин Арцовски и Маријан Радевски. Според наводите во предметот, на 16 март обвинетите биле дежурни, но истовремено биле ангажирани и во дискотеката. На критичната ноќ, кога избувнал пожарот, полициските службеници ниту ја прекинале забавата, ниту спречиле активирање на пиротехниката. Вмешаноста на одредени просветни кадри во педофилски случаи е еден од најтешките со кои се справуваме во образованието. Изјави денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска, најавувајќи за јакнување на приправничкиот испит и лиценцирани психолози кои ќе детектираат вакви случаи. Она што ќе го направиме е тоа да го зајакнеме приправничкиот испит, затоа што навистина таму се неопходни промени и дополнително ќе почнеме иницијатива за лиценцирање на психолозите, чија основна улога би била да детектираат било каков проблем во училиштето и да превземат мерки во иднина. Во однос на врасничкото насуство, Јаневска нагласи дека агресивноста на учениците доаѓа надвор од училиштата. Децата не стануваат агресивни во училиштата, тие од надвор доаѓаат полни со агресија во училиштата, па затоа не е одговорно само на наставниците, на целото општество и треба да се работи и со родителите, и со социјалните служби. Проблемот е комплексен и треба да биде опфатен од сите страни. Во врска со одлуката за оддалечување на мобилните телефони од учениците за време на наставата, Јаневска изјави дека некогаш се прават исклучоци, бидејќи во одредени училишта нема интернет или смарт табли за работа. ВМРО ДПМН денес ги повика СДСМ и Филипче повеќе да работат за Македонија отколку да кодошат во Бугарија. СДС и Филипче треба повеќе да работат за Македонија отколку да кодошат во Бугарија. Затоа СДС и Филипче велат дека уставните измени се последниот шекор кон Европската Унија, додека новиот бугарски премиер Румен Радев категорично во секој негов настап вели дека по уставните измени Бугарија ќе има и други барања. Дека уставните измени се последната пречка за Македонија веруваат само Венко Филипче и оние лојалистите на Зоран Заев, поставени лично од него во партиските структури на Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна, од СДСМ констатираат дека младите од државата се заминуваат поради Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. Со намерното блокирање на европскиот пат, најголема штета трпаат младите македонски генерации. Наместо европски пат и интеграција, истиот тој Мицковски отворено ни порача дека бил подготвен да чека децении за влез во Европската Унија. Децении да стоиме во место, во изолација, да не држи како заложници. Ни продаваат лажен патриотизам, додека државата ја водат луѓе со бугарски пасоши. За само 2 години направи нов долг за 2,3 милиарди евра. Долг кој ќе треба ние младите
идните генерации да го враќаме. На ова од ВМРО ДПМН вратија со презво кои констатираат. Со своите политики ги избркаа младите од Македонија, а денес, наместо само критика, се обидуваат дополнително да го засилат тоа чувство преку реторика на очај, страв и безнадежност. Наместо да понудат визија, тие градат политички наративи дека во Македонија нема иднина. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која малопродажните цени на дизелот се намалуваат за 4 денари по литар, додека екстра лесното масло поевтинува за 4,5 денари по литар. Цената на бензините Евросупер БС 95 останува непроменета, додека Евросупер БС 98 се намалува за половина денар по литар. Па така, ноќеска од полнок, максималните цени на горивата ќе изнесуваат. Евросупер БС 95 ќе се продава за 85 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 86,5 денари за литар. Евродизел БС ќе се продава за 89,5 денари за литар, додека екстра лесното масло за домаќинство за 94 денари за литар. Кристијан Шмид поднесе оставка од функцијата висок представник во Босна и Херцеговина, поречиси 5 години начелно на канцеларијата на високиот представник. Германскиот дипломат, според регионалните медиуми, веќе го информирал управниот одбор на Советот за спроведување на мирот и побарал да почне процедура за избор на негов наследник. Шмид сепак не веднаш ја напушта функцијата. Тој треба да остане на позицијата до изборот на нов висок представник во период кога Босна и Херцеговина повторно е во длабока политичка криза со блокади на институциите, сецесионистички пораки од Република Српска и отворено оспорување на неговиот легитимитет од страна на Милорад Додик и властите во Бања Лука. Европската унија во наредните денови ќе додели близу 200 милиони евра на Македонија, Албанија и Црна поради имплементацијата на планот за раст за Западен Балкан. Ова го најави еврокомесарката за проширување Марта Кос. Таа минатиот месец предупреди дека земјите од Западен Балкан ризикуваат да изгубат над 700 милиони евро од планот за раст доколку не ги завршат потребните реформи до крајот на грејс периодот во 2026 година. Таа ја поздрави и целосната интеграција на Србија во единствената европска платежна област СЕПА, со што се приклучи на Албанија, Црна Гора и Северна Македонија, каде веќе се воведени побрзи, поевтини меѓународни трансакции. Во клиниката за инфективни болести во Љубљана е потврден смртен случај од маларија, прв ваков регистриран во Словенија во последните 3 децении, што повторно ја отвора темата за опасностите од тропските инфекции во Европа. Според здравствените податоци, пациентот починал како последица на компликации предизвикани од маларија, а случајот е поврзан со патување во тропски региони. Лекарите потврдуваат дека болеста не е локално стекнета, туку внесена преку зараза за време на престој во странство. Здравствениот систем во клиничката болница Штип е пред распад и е во целосен колапс, а пациентите се оставени на милост и немилост, реагираа денес од СДСМ преку пресконференција. Болницата, чии услуги ги користат над 200.000 граѓани од целиот источен регион, денес функционира без основни диагностички апарати. Мамографскиот апарат е надвор од употреба, а сега нефункционален е и рентген апаратот. Ова значи дека пациентите од целиот регион се препраќаат по други градови за основни здравствени услуги, а потоа повторно се враќаат во Штип за читање на резултати. Ова представува класично изживување врз пациентите. Дополнително, во Центарот за јавно здравје Штип се прекинати или ограничени основните лабораториски анализи. Прашањето е: како во 21 век граѓаните да останат без основни здравствени услуги? За економска трансформација и живот по рудник Саса се подготвува македонска каменица. Обемната програма подготвена од локалната власт ќе се збогати и со искуство од словенски и хрватски општини. Во Словенија го посетивме градот Велење, кој што во поранешна Југославија беше еден од збратимените градови на општина Македонска каменица. А потоа во Хрватска ги посетивме Крижевци, Копривница и Нов Загреб и видовме конкретни и успешни примери за праведна енергетска транзиција, развој на мали и средни предпријатија, како и одржливи локални политики. Најзначајниот сегмент е активното учество на локалните жители во креирање на нови работни места во процесот на трансформација. Особено значајно беше тоа што во овие процеси
видовме како активно граѓаните учествуваат во спроведување на тие локални политики со јасна визија за зачувување на работните места и создавање на нови економски можности, што за нас е особено важно. Од рударски региони кои што се трансформираат преку граѓанска енергија, видовме урбани градини, самодржливи јавни предпријатија. Сите овие примери покажуваат дека транзицијата може да биде успешна кога е добро планирана и насочена нормално кон потребите на граѓаните. На Македонска каменица и предстои период на транзиција. Токму ваквите практики се добар пример и за нашата општина, на која што во наредните години престои еден процес на праведна транзиција, или да преведам на јазик на кој што ќе го разбираат граѓаните, е дека треба да планираме обстојување на општината и одржување на работните места и во пострударски период, кој што да се надеваме дека рудниците ќе обстојат подолго време, меѓутоа сепак треба да бидеме подготвени за една ваков премин и живот после рудници. Македонска каменица се чини во овој момент единствената општина која на одржлив развој размислува 20 години претходно. Во оваа насока изготвен е соопфатен и аналитички проект кој на општината и гарантира живот и по рудник Саса. Главна водоводна цевка се инсталира во штипската населба Света Недела. Таа треба да го реши деценискиот проблем со низок притисок и секундарните проблеми од него. Со инсталирање на нова главна водоводна линија преку јавното предпријатие ИСАР, долгорочно ќе се реши проблемот и потребата на жителите од населба Света Недела, но и перспективно ќе овозможи ширење и зголемување на капацитетноста околу населба Дузлак. Така да ова е еден инфраструктурен зафат на општината преку јавното предпријатие ИСАР, кој верувам дека ќе придонесе за подобрување на начинот на живот на жителите од населба Света Недела. Тука, во истата населба, освен низик притисок на водата, жителите имаат и низок напон на струјата. Тоа кое што е во наш домен, а тоа е водоводната инсталација, инфраструктура, веќе го решаваме, а и во комуникација со Евана, веќе во следните недели, месеци ќе биде приклучена нова трафостаница која ќе овозможи зголемен напон на електрична енергија и конечно решавање на долгогодишниот проблем кој жителите од населба Света Недела го имаат. Овие денови работиме на подобрување на условите за водоснабдување во населбата Света Недела. Инвестираме скоро 2,8 милиони денари во соработка со општина Штип. Поставуваме комплетно нова главна водоводна линија ФИ 160 за задоволување на потребите на граѓаните кои гравитираат и живеат овде. По Дузлак, Јорданов најавува и други градежни активности. Ова не е единствениот зафат во делот на инфраструктурата. На повеќе локации во нашиот град долгорочно се планира и се работи со цел урбанизирање на населбите во општината и овозможување на современи и модерни услови за живот. Во Берово денеска беше одбележен големиот јубилеј 150 години од Разловечко востание, првото значајно востание во македонската револуционерна историја. Пред споменикот на Димитар Беровски беа положени свежи цвеќиња од страна на делегации, институции и граѓани, со што беше изразена благодарност кон хероите кои ја започнаа борбата за слободата. Историскиот осврт потсети дека на 20 мај 1876 година во утринските часови Разловци било нападнато од востаниците. Дел од турските сили били убиени или ранети, а биле запалени даночните записи. По наредба на поп Стојан, неговиот син Костадин го запалил сопствениот ан како символ на жртва и посветеност кон слободата. По акцијата дел од востаниците се упатиле кон Малешевијата со цел да се поврзат со околу 300 подготвени малешевски востаници. За војвода и водач бил избран Димитар Беровски. Организации, асоциации и институции заедно работат за изградба на национална стратегија за благосостојба на домашните миленици. Конечно имаме еден, да кажам, нов пристап во кој што од почетокот сега оваа работна група ќе направи едно мапирање, односно ќе направи детална анализа на теренот, одиме по сите региони. Денеска сме во источниот плански регион, од каде што локалната самоуправа, присутните
инспектори од животна средина, комуналните инспектори, ветеринарните друштва од овој регион, како и Сдруженијата за заштита на животни ќе добијат насоки како да ги изработат овие податоци. Кога се направи детална анализа, ќе се направи и стратегијата, а врз основа на 8 стратегии ќе се добие една национална стратегија. Според универзитетскиот професор Владко Илиевски, суштината на овој проблем е следнава. Перцепцијата е во аспект на тоа да ние треба да ги пратиме изворите на нови кучиња, заради тоа што цело време зборуваме за бездомна популација, воопшто не обрнуваме внимание уствари на купната популација во државата, посебно во општините. Така да во новата стратегија ние ќе се обидеме да покажеме некакви мерливи индикатори кои што ќе морат во континуитет да ги пратиме за да можеме да знаеме како популацијата на кучиња се развива во Македонија. Каде миленици се напуштаат најмногу во државата? Во сите региони можам да кажам дека е еден генерален проблем, а тоа е неодговорното сопствеништво. За жал свеста кај луѓето во однос на чување на миленици е многу ниска и секојдневно се соочуваме со напуштање на миленици, како на возрастни, така и на цели легла. Тоа се најмалку по 10 кучиња дневно на улица. Источнопланскиот регион веќе се подготвува за нова стратегија и превземени се серија активности. Источнопланскиот регион веќе аплицираше на повеќе програми со цел да се направи визибилити студија и техничка документација за изградба на регионален стационар. Самата визибилити студија ќе го даде одговорот дека каде ќе биде локацијата на стационарот, така да по обезбедување на средствата за изработка на овие нова техничка документација ќе знаеме понатаму во текот на настаните каде ќе биде локацијата. По тој повод, во организација на Агенцијата за храна и ветерина денеска во Штип се одржа втората од предвидените 8 работни средби во планските региони во државата, каде се разменуваат мислења и ставови за оформување на најавената нова национална стратегија за благосостојба на домашните миленици во случајот кучињата. Викендов полицијата изрекла 1433 сообраќајни санкции низ државата, при што најголем дел, 861 прекршок, се однесуваат на пречекорување на брзината. Поради безобзирно управување возило, лишени од слобода биле 21 лице, меѓу кои возачи под дејство на алкохол, без возачка дозвола и лица со изречена забрана за управување. Евидентирани се и 176 прекршоци за неправилно паркирање, 45 санкции за возење под дејство на алкохол, како и казни за неносење сигурносен појас и заштитен шлем. Од МВР информираат дека сообраќајните контроли продолжуваат и во наредниот период со апел до граѓаните за почитување на сообраќајните правила и поголема безбедност на патиштата. 37 годишен турист се приближил на фока која хавајците ја знаат под името Лани и фрлил масивен дел од карпа кон неа додека пливала покрај брегот во градот Лахаина на островот Мауи. Откако другите посетители на плажата дознале за грозоморниот чин на туристот, еден гневен локален жител решил правдата да ја земе во своји раце. Набрзо се појавила и втора снимка на која се гледа како му приоѓа на напаѓачот на фоката и го соборува на земја со серија удари. Нападнатата хавајска морска фока припаѓа на критично загрозен вид. Се проценува дека во дивината останале уште само 1600 единки, што го прави еден од најзагрозените видови фоки во светот. Фоката Лани повеќе од 2 децении им е позната на жителите на западен Мауи и е исклучителен ценет член на заедницата. Туристот, доколку биде обвинет, се соочува со парична казна од 50.000 американски долари и можна затворска казна. Утре времето претежно сончево со температури до 27 степен. Ветрот ќе дува со брзина од околу 11 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 43%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 27 степени, Пробиштип 24, Чешиново Облешово 27, Кочани 26 степени. Температурата во Виница и Македонска Каменица ќе се искачи до 24 степен. Во Делчево до 25, во Пехчево 22 и во Берово максимални 23 степени. Православните верници утре се спомнуваат за Свети апостол Јаков, католиците на Свети Леополд Мандик.
Македонија.